Почитувани, опозицијската ВМРО-ДПМН и на централно и на локално ниво знае само за деструкција и лажни вести. Вчера ВМРО-ДПМН од Ѓорче Петров на седницата на Советот на општината се обиде, но не успеа да предизвика физичко насуство по примерот на шамарите во центар. Членови на извршниот комитет на Унијата на млади сили заскриени зад наводна граѓанска иницијатива во спрега со советничката група на ВМРО-ДПМН со навреди викотници упадна на седницата со единствена цел да ја попречи работата на Советот. Јавно објавени фотографии докажува дека фамозната иницијатива е партиска, а не граѓанска, како што лажно се представува. Впрочем, оваа фотографија може да се види дека известен Горан. Предводник на иницијативата е истакнат член на ВМРО-ДПМН и близок соработник на претседниците на ВМРО-ДПМН Владо Михајловски и Бојан Стојановски. И неговата притужба, исто така наводно загрежениот граѓанин Борис Шамбевски, е новоизбран член на извршниот комитет на УМС. Ете така, ВМРО-ДПМН ги замислува граѓанските иницијативи. Као партиски ги испостави. Така ја замислува демократијата, преку насилничко и недолично однесување. На советничката Марија Андоновска, нова членка на извршниот комитет на Мицкоски, за која јавноста слушна како Груевски и Јанкуловска, лично се залагаа за нејзино вработување. За 12 години власт, ВМРО-ДПМН од Ѓорче Петров направи запоставена, задолжена и заборавена општина. Денес, како опозиција, оваа партија не може да се помори што во Ѓорче истовремено се реализира 7 капитални проекти. Истовремено расти и се развива. Затоа оченото ВМРО-ДПМН го прави она што единствено го знае, да шири лажни вести, да создава тензии. Колку навистина се грижа за граѓаните, говори и фактот што веднаш по метежот што самите го направија, го напуштија Советот, без да присуствуваат на клучни точки, како што е проширување на буџетот и обезбедување на средства за асфалтирање на улици. ВМРО-ДПМН не е мрдната ниту милиметар од режимско-насилничката матрица. Но колку и да не им се допаѓа, општина Ѓорче Петров оди напред. Нивните деструкции, закани и лажни вести нема да го спречат напредокот. Како одговорна партија, СДСМ продолжува да работи во интерес на граѓаните, во интерес на Ѓорче Петров. Ви благодарам.